Цените на нафтените деривати и електричната енергија во континуитет растат, но експертите гледаат и нешто добро во кризната ситуација. Велат ова е можност за забрзување на енергетската транзиција, односно преминот кон чиста енергија. Тема на анализа ово утро со универзитетскиот професор Антон Чушевски. Добро утро, професори, добре не дојдовте во Македонија наутро. Слушнавме пред малку и размислување на професорот Димитров на оваа тема, па како вовед сакам да го слушнеме и ви вашето на почетокот на грејната сезона. Главната тема периодов е колку ќе не чини енергетската криза и дали навистина навременото снабдување со енергенци и рационалното трошење е единствениот безбеден излез од целава ситуација? Секако, значи цените на енергенците и на електричната енергија, да речеме, не натера еве под наводници цела земја и домакинствата и стопанските субјекти и јавните предпријатија, нели гледаме општините, сите на некаков начин гледаат да намалат потребата од енергија, односно да заштедат, така кажано. И тоа е нормално за вакви ситуации. Сега, како понатака ќе биде, кој ќе дојде појака зима, ќе видиме. Сега за сега и времето не служи, нели? Информација која што во текот на вчерашниот ден ми изненади е следнава. Вели, брзите набавки на течен природен газ во светот и топлото време доведоа до неочекуван резултат. Европа има и премногу газ, што според информациите и не знае што да прави со него, па оваа недела накратко цената на истиот стана негативна. Не вади доброто време, па ако ја следиме прогнозата на Bloomberg и почетокот на ноември ќе имаме сончеви денови, но експертите велат нема опуштање, кризна ситуација и натаму треба да се штеди. Да, Европа, да речеме Германија и други земји што имаат начин како да го складираат гасот, набавија газ, ајде да не кажам преку, не знам, летниот период кога цената беше висока и стигаше до 2 и до 3.000 евра по 1000 нормални метри кубни, и они ги наполнија своите резервари, така да кажам, и сега не дека има повеќе, они ќе го истрашат тој газ, доаѓа зима и така натаму. Можда во овој момент нема потреба ради топлото време и затоа цените отидоа моментално надолу, еве да кажам. Меѓутоа не знам, таа цена на гасот е сосем многу динамична. Не е само да се набави гасот, како и да се донесе до кај нас. Значи, она ако треба да помине патот, ајде да не кажам 1000 километри, сето тоа чини пари. Значи не е баш така едноставно. Ние ќе набавиме со ниска цена, меѓутоа да го донесеме до дома и како ќе го донесеме, кога, не знам, не е баш така едноставно. Деновиве пристигна информација дека со произведената електрична енергија АД ЕСМ целосно ги задоволува потребите за електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи исклучиво од собствено производство, односно домашни капацитети. И сега доколку се тече според планот без прекини во работата на термо и хидроелектраните, доволна ли е ова информација да ги намали грижите во однос на снабдувањето со електрична енергија на малите потрошувачи? Па, вака позитивно значи, делува ова информација, дека АДСМ моментално успева да ги покрие потребите од домакинствата и одреден број потрошувачи. Секако треба и поголема производство, секако ќе се концентрираат, нели, и во најава беше дека и други субјекти ќе се вклучат на ова, да речеме, регулирана цена, мали потрошувачи, јавни комунални предпријатија, училишта, не знам, универзитети и така натаму. И се уште, нели, се чека едниот блок во Битола да влезе, третиот блок Неготино, он работеше во некој мал застој, меѓутоа и тој се очекува да влезе во полн погон, така да има некои, да речеме, да кажам, надежи во следниот период кога се очекува, нели, зимата да стигне, дека до некаде ќе успееме, мислам, АДСМ ќе успее и домашното производство на овие регулиран пазар да го снабди, меѓутоа целта е да покрие што поголем дел од оние други стопански субјекти и јавни предпријатија. Да, дел од предпријатијата кои се на отворениот пазар. Да. Тето, добра информација е дека Тето од 1 ноември почнува да функционира и тоа е добра информација и за парното и за производството на електрична енергија. Тето е секако голема придобивка за нашиот електроенергетски и топлификационен систем. Последниве 10 години
мислам, он одигра значајна улога, нели, за покривање, нели, на потребите од електрична енергија и за затоплување на градот Скопје. И секако тој, ако се стави во функција, мислам, он е во функција, во погон, да речеме, за потребите, нели, на нашите енергетски потреби, тоа ќе биде релативно нова технологија, сигурна технологија, значи останува само гасот да се снабди, подредена, нели, разумна цена, што би се рекло, и таа е високо ефикасна технологија. За да го оправдаме насловот кој во моментов го читаат нашите гледачи, што не поттикна всушност да ја отвориме темата, ќе ја споменеме информацијата дека, имајќи предвид пред какви предизвици сме исправени, Меѓународната агенција за енергија вели дека глобалната криза предизвикана од руската инвазија на Украина може да донесе и нешто добро, да ја забрза енергетската транзиција, односно преминот кон чиста енергија. И сега доказ за тоа се и брзите структурни промени кои што ги прават земјите глобално? Да, секако дека ова последната година негативен тренд, да кажем, на високи цени на енергенси, на електрична енергија, на пазарот на електрична енергија, доведе до размислување што некако начин брзо да се делови, да се покријат делумно потребите од и електрична и друга енергија, а тоа се секако ова чиста енергија, што викаме, од обновливи извори, фотоволтаици, ветерни централи. Тие се технологии што најбрзо се градат, меѓутоа секако, знаете, кога имате голема побарувачка за оваа технологија и цените се уште се, да речеме, прифатливи, не се толку високи, меѓутоа побарувачката го прави своето, високата побарувачка, да се чека дали ќе се стигне да се покријат сите потреби. Не сме само ние, него голем број на и на најава и на инвестиции во овие технологии, посебно фотоволтаиците, и се најавени и се прават интензивно. И Македонија, меѓу другото, ги менува процедурите за поставување на фотоволтаици изминатиот период. На почетокот на Македонија наутро имавме гостување од технолошко развојните индустријски зони, кои што им овозможуваат на компаниите по лесната процедура да поставуваат фотоволтаици, се олеснува процедурата и за домакинствата. Но она што ме интересира, професоре, колкав треба да биде обемот на инвестициите за да можеме да кажеме дека Македонија ја забрзува енергетската транзиција и преминот кон чиста енергија? Па еве вака една груба проценка. Значи, стопанските субјекти, фирми, еве во слободните зони били било каде, во нивни интерес прават на крововите руфтоп, што се вика, инсталираат или на земја, кои имаат дворно место, инсталираат такви фотоволтаични модули, фотоволтаични централи, да ги наречам, технологии. По некоја моја груба проценка е дека за 1-2 години ќе се направат можда интензивно 100 до 200 мегавати, а тоа кошта некаде, ајде да кажем, грубо околу 100 милиони евра. Значи некаде околу 100 милиони евра, интегрално сите стопански субјекти, и приватни и јавни, би го коштало тоа за покривање на сопствените потреби, зборам. Не за она, како да кажам, значи, отприлика за 200 мегавати се потребни 100 до 120 милиони евра. Значи, тоа се некоја разумна цена за кои стопанските субјекти се спремни да ја издвојат од сопствени средства, нели? Треба да не радува информацијата дека наместо нов карго аеродром ќе се гради најголемата фотоволтаична централа на Балканот во Овчеполе, веќе процедурите се при крај? Да, значи во најава е исто како што имаше и за ветерен парк во ова североисточна Македонија, Кумановско, Крива Паланка, дека голема фотоволтаична централа од француска компанија ќе се прави на местото на карго аеродромот што требаше да се направи. Таа е отприлика, не знам, 300 мегавати. Сега таа инвестиција, нели, треба да се завршат сите процедури, значи да се потпишат договорите. Јас како што сум информиран дека тоа ќе биде така наречена фотоволтаична и агрокомплекс, значи целата работа е под тие фотоволтаици,
тоа обработливо земјиште да се искористи, како некој стакленик би дошло тоа, каде што ќе се оплемени почвата и ќе се гајат некои посебни култури. Не сум експерт во таа област, меѓутоа, ако тоа биде и фотоволтаично енергетски комплекс со придружба и на агрокомплекс, тоа ќе биде сигурно една убава инвестиција кај нас. И споменувајќи ги инвестициите во чиста енергија, Меѓународната агенција за енергија велат неопходни се без разлика дали е зелена или нискојаглеродна, како што е нуклеарната. Фотоволтаиците намни се во фокусот, но имаме ли капацитет за мини нуклеарни централи како опција? Познавачите велат дека се одлична опција, чини многу, но на долг рок се исплати. Да, видете, со фотоволтаици или со ветерни централи не можеме ние комплетно или 100% да го покриеме потребите. Ви доаѓа зима, значи нас не треба сепак некоја технологија да го покрие базните потреби на електрична енергија. За сега тоа е термоцентралата Битола, мислам овие на јаглен што ги имаме, меѓутоа тие нели веќе нивниот животен век е при крај, меѓутоа во следниот период како опција, онај транзиционен период што се вика до 2050 година, кај што се очекува така наречена non-zero emission карбон емисија во атмосферата, значи се очекува само гасот и нуклеарната енергија да го замени јагленот. Значи нуклеарната технологија е нешто ние го немаме, значи сепак да се влезе во оваа технологија, потребни се и припреми, не е баш така едноставно, потребно е да се едуцира кадар, да се одреди. Значи овие SMR ги викаат, Small Modular Reactors, малите модуларни реактори, се некоја перспектива за едниот развој на, ајде да кажам, малите земји, односно малите електроенергетски системи. Меѓутоа, таа опција е отворена, ајде да не кажам, после 2030 година, 2035 за кај нас. А до тогаш гасот би била опција за замена на јагленот. Инвестиции се потребни, но за тоа е потребно и време и пари. Во меѓувреме се надеваме дека државата има, па и гледаме веќе на дело дека има план некаков за зимова, што е нејзина задача и она што е наше да штедиме. Првиот извештај за тоа кој колку заштедил изминатиот месец вели дека вкупната заштеда на министерствата заедно со ИСМ и МЕПСО е 20%, општините 29%, најмала заштеда има кај државните компании од 8%. Големи заштеди, според министерот Бектиши, се возможни, само доколку се однесуваме рационално. Сега, моето прашање е како до големи заштеди и во јавните предпријатија, но и дома, во малите домакинства? Па не знам, ајде дома да кажам, секој си штеди според својот джеб, се гледа дали он може на некого сметката на електрична енергија не му значи ништо, па си живее еден комотен, еден комфорен живот, што се вика. Кај јавните предпријатија и овие државни институции приватни, заштедата колку може да биде, ете, спомнавте тие бројки некаде 10 до 20%, тоа е тоа нешто што може да се очекува. Не знам како повеќе би заштедили, што би направили. Еве гледате, немаме улично осветление навечер. Се штеди на сите полињеве, така да кажам, во училиштата, се гледа да биде денски смените, да не трошиме, не знам, за осветление, за грејење. Кај државните компании, значи, сето, меѓутоа, колку може да се заштеди, јас очекувам 10 до 20%, не може повеќе, ако сакаме, највеќе ќе заштедиме ако седиме дома, ако се вратиме онлайн, што се вели. Но, еве, гледаме дека и со некакво рационално однесување, колку толку, како што спомнавте, можеме да заштедиме, но она што ме интересира, на глобално ниво, каков е вашиот став? Премногу ли е остра реториката, професоре, кога станува збор за енергетската криза периодов? Некако цело време фокусот е тешка зима, не очекува тешка зима, бидете внимателни, подготвувајте се, што тоа точно значи? Дај Боже така да биде. Не плашат, се плашиме, да поминеме лесно. Една таква реторика дека нема да имаме. Нека помине зимата без никакви проблеми. Што се вика, стравот лозијата го чува и сепак убаво е да сме припремени за секакви опции. Меѓутоа,
Ете, мислам дека нема да биде до толку страшна зимата, дека ќе се набават и потребни енергенси, и потребни количини електрична енергија, поготоа АДА СМ дека ќе се покаже во, не знам, во своето работење и ќе ги произведе тие потребни количини и на електрична енергија, сега ја превземе и обврската и за топлинска енергија. Мислам нема да биде до толку страшно. За мене повеќе стопанските субјекти, значи кај нив какви реперкусии имаат од вакви високи цени. Значи они сепак го прават бруто домашниот производ на земјата, ако они имаат високи влезни трошоци за енергенси. Еве имаме и нова информација од вчера дека ќе се интервенира за електричната енергија за оние кои што ги произведуваат основните производи. Па се очекува и цената на истите да се намали. Па да, во најава е дека оние компании што произведуваат храна, што произведуваат бар до некоја количина треба да им се обезбеди некоја повластена цена, дека да кажам, на електрична енергија, а онај вишокот обично се знае секоја компанија колку отприлика се очекува или колку троши во текот на месецот, до некоја одредена граница да му се возможи повластена цена, над таа може на регулираниот пазар. Значи постојат начини, како да кажам, административни да се некако регулира во таа насока и да им се помогне на овие стопански субјекти. Така, да, но професоре, во сите сегменти се бара сега поддршка од државата, треба и пари за да интервенира истото. Да, во секој случај, значи се бараат, нормално сите бараат. Еве, за очекување дека ова криза ќе не чини, мислам, не државата воопшто ќе не чини, ајде да кажам, некаде до 1 април, кај што се очекува да дојдат веќе пролетните денови, па се очекува дека околу 500 милиони евра ќе чини набавка на газ, набавка на мазут, набавка на јаглен, одредени покривања на цената на електрична енергија, субвенционирање, сите тие, значи, интервенции од страна на владата се очекува дека ќе чинат до 500 милиони евра. Компаниите не се двоумат за преминот кон чиста енергија, во неколку наврати ја споменавме во текот на разговорот. За домакинствата може би е поголема инвестиција, но зошто за чистата енергија за домакинствата, за оние кои што се двоумат? Да, од една страна се домакинствата, каде што според регулативата е дозволено 6 киловати на кров. Еве, за куќи зборам, во згради е тоа малку потешко да се реализира. Па, за домакинствата сега колку е и тоа исплатливо, тоа е друга приказна, зашто домакинствата плаќаат регулирана најниска цена, така да кажам. Па за нив, значи, 6 киловати да се стават секако кошта 4000 евра. Значи, сега некој од домашниот буџет да даде 4000 евра. И првото прашање е кога ќе ги извадам, нели? Па тоа е, а сметката за електрична енергија, ако му е, еве да кажам, 50 до 60 евра, значи за 4000 евра он треба, ајде да не кажам, 7-8 години. Ама не е баш така едноставно. Значи математиката покажува дека за домаќинствата периодот на повраток на таа инвестиција може да биде и 8-10 години, што јас лично не би ставил како домаќинство. Стопанските субјекти се друго. Одлична опција, да, они плаќаат по 200 евра и над 200 евра по мегават сат, така да за нив е исплатливо и за 3 години со ваква цена би ја вратиле таа инвестиција. Професорот, почетокот на војната инвазија на Украина, ние се гледаме четврт пат, чинам, и на тема која што е најактуелна, и сигурна сум дека во периодот кој што следува повторно ќе се сретнеме овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Благодарам за стручното мислење, за анализата и за смирувачкиот тон некако ни годи во овие времиња. Па, благодарам и на поканата. Јас еве колку можам и колку знам што се вели ќе дискутираме, ќе ги кажам моите мислења и се надеваме и да се видиме после зимата, да кажеме ова не беше толку тешка како што се најавуваше. Тешка, меѓутоа што се вели памет за следниот период. И за иднина, апсолутно. Благодарам за гостувањето.